Од синоќа во просториите на домот на Арама Струмица го има првото италијанско ќоше во Македонија. Во рамките на одбележувањето на неделата на италијанскиот јазик, ова културно-забавно катче го отворија амбасадорот на Република Италија во Македонија Ернесто Масимано Белели и градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев. Тие потпишаа и меморандум за соработка за реализација на овој проект со цел продлабочување на соработката на полето на културата, туризмот и економијата помеѓу амбасадата на Италија и општина Струмица. Che mira a sviluppare la collaborazione non solo nel campo. Целта е не само културна размена, туку и размена во областа на културата и економијата. Се работи за соработка која што веќе постои и која што благодарение на градоначалникот на Струмица постојано се развива. Италијанскиот јазик е четврт најизучуван јазик на светот, а втор најизучуван јазик во Македонија. Знам дека има многу граѓани од Струмица, од општината Струмица, кои што го зборуваат многу добро италијанскиот јазик. Мислам дека со отварањето на ова ќоше, овозможуваме поголема соработка со Италија и отворање нови работни места практично. Оваа година прославуваме 750 години од раѓањето на Данте Алигиери, кој што е всушност основач на италијанскиот јазик. Бидејќи пред него јазикот кој што бил употребуван бил латинскиот. Prima la lingua ufficiale che veniva utilizzata era il latino in Italia. Градоначалникот Заев истакна дека Италија на светот му подарила прекрасен јазик и непроценливи културни богатства, а Струмица како дел од Европа и светот ги почитува трајните вредности кои се нејзин белег, а тоа го потврдува со фактот што секоја година се вклучува во одбележувањето на неделата на италијанскиот јазик и култура. Токму затоа светот ја слави италијанската култура и бескрајно го почитува италијанскиот јазик. Токму затоа Струмица бележи неоспорни аргументи кои докажуваат наклонетоста на овој град кон италијанските јазични и културни вредности. Во прилог на таквата констатација одат фактите дека Струмица го има италијанскиот културен центар Джакомо Леопарди, дека во сите школи за странски јазици во нашиот град италијанскиот јазик е се побаран од граѓаните, дека во средното општинско училиште Јане Сандански повеќе години се изучува италијанскиот јазик и дека неделата на италијанскиот јазик и култура во Струмица се одбележува со должна почит. На крајот на краиштата, Струмица е позната како музикален град, а има ли по музикален јазик на светот од италијанскиот. Повеќе пати досега имам кажано и во оваа прилика задоволство ми е истото да го повторам, дека општина Струмица има одлична соработка со амбасадата на Република Италија во нашата земја. Многу позитивни нешта се плод на тоа успешно партнерство, а едно од нив е италијанското ќоше, кое пред малку го предадовме во употреба. Се надевам дека од овој значаен проект ќе ги даде посакуваните бенефити и ќе им го збогати животот на струмичани. Еднодамнешно верување во Струмица кое останало до ден денес вели дека најубавите средби помеѓу влюбените и пријателите се случуваат на некоја ќоше. Тоа се случува и вечерва. Се сретнаа два добри пријатели и партнери и затоа чувствувам потреба јавно да се заблагодарам на амбасадата на Република Италија за прекрасната соработка, со надеж дека во истата ќе ја негуваме и надградуваме и во наредниот период, а во знак на потпишаниот меморандум за соработка. По отварањето на италијанското ќоше, посетителите уживаа во богатата програма на учениците од Струмица, кои одлично презентираат дел од долгата културна традиција на Италија.